ово нема цврсти гаранции. Знаете дека има одлука на владата тоа ѓубре да се донесат тук. Значи сега ние бараме владата да смене одлуката фактички, така ли? Додека владата не смене одлуката, ѓубрето тук ќе се депонира. Кучанското ѓубре. Имаме ние секундарна локација за депонирање на отпад. Затоа што овој пат кога се први 3 месеца и кога е поледица, отпад од градот се депонира на платото кај Житорис. Да. Нема одлука. Значи добро, тамо го депонира тоа. Зашо овие денови истото ѓубре не е чисто од градот Кочани и да не е депонирано на таа локација. Овој пат се први 2 месеца и тамо, ама и тамо е незаконско. До кога градоначалник? Не, на колку време вие можете да гарантирате? Што да направи? Ние не го правиме притисок спрема градоначалникот, ние го правиме притисок спрема на повисоко ниво. Нели е срамота на недела блокада да има да не дојде никој од тоа министерство да ни почитува. Со ѓубре градот секој трети е болен од рак и тоа сакам да го кажеш. И секој трети дека е болен од градот од рак и дека сакам да кажеш и дека градот една година секој ден чурите болните го трове. Кажи го и тоа. А не 3 дена дека не е истурно ѓубре. Тоа е вистина. Тоа е вистина. Ајде понудете го. Тоа е вистина што го думаш. Ама кажи и другата вистина. Молам ти се, да. Кажи и другата вистина. Молам ти се, другата вистина. Што правиме доколку у случај па се разговара депонија и па се доведе во иста ситуација после месец дена. Не, после месец дена. Градот може ќе се запали. Карикирам, ѓубрето од утре оде нагоре, се оде кој што треба и па имаме пропуск на неовластени лица, обезбедувањето тоа што е поставено, јас сметам дека не е доволно, мислам дека сите мислат дека не е доволно, со еден човек тоа не може да се изменаџира. Што правиме у тај случај? Дека да го тражиме спасо, ако веќе вие не можете, ако треба да да кампуваме и пред влада и пред Министерството, дека да одеме у тај случај. Може ли копија, имате ли некоја тоа да раздобиме? Добро, тоа одлука, брат. Џави и да имаш и копија. Тоа е писмо да домраз, ама слика. Тоа нема. Ако, да. Значи можеме до 12 да зборим. Ајде уште едно, ајде да се може ли? Бидејќи немате одбор. Ние имаме наши бари. Абе 2 години венто на прашање, јас добив одбор регионално. Е па што? На тенаш ми мајка ли ти берува? Овај пат не. Овај пат не. Овај пат немало да лажат. Не овај пат. Дечки, миле, ја овај напред. Тега. Дали има полицијата ингеренции што викат они место ние ние да ги контролираме возилата од страна, ако скочиме да направиме инцидент сме ние криви. Дали има полицијата ингеренција да го контролира она тоа од другите општини, како они што дават гаранција дека ѓубрето нема да го донесат у Кочани? И дали ние ако стопираме винички камион, ќе бидеме приведени? Секако. Ќе сметаме ли на законно едноставно? Па тогаш кој ги контролираме? Да. Тоа го продумав речението е тоа, протестите продолжуваат. Овој на крајот што го покажав полицајцов, овој е тој полицајц кој што му кажав и што треба и што не треба кога бевме у Кочани. Значи овој го пушта, овој е специјалецот, а? Да, овој дојде да ме ќе не приведувал, ќе напсал кога идевме у Кочани да вечерта На крајот. ден пред избори. На ден 2 пред избори. Дојде ќе ме тресел, ќе ме приведувал. Сите сатанати му кажавме. Инаку најако од цело ово видео, на страна од ова, најако од цело ово видео е тоа што градоначалникот вика овој пат нема да лаже. Овие му Пак викаат, ќе не лажеш? Овие му викаат 2 години не лажеш и овој вика овој пат не. Овој пат не е добро. Чим вака да ти веруваме. Леле папаз. Не ми се верува, човече. Види, ние одевме у Кочани за да обезбедиме за он да биде. Не, за да гарантираме дека процесот ќе биде демократски, фер и така натаму. Бреска ни забележа многу кога зборев со луѓето. Ама секогаш кога одам у Кочани ми викаат аман без за овој или се тебате, што правите бе луѓе? Бевме у Кочани тогаш не за да папаз да биде градоначалник, него за да нема лични карти, брашно, шекер, зетин, пари за глас. Тоа го фативме Не во на Кочани, снимка. секаде бевме. Така и на Малку снимка сте го му фат. помогнале на ова, а? И да, он капитализираше на тоа. Што стварно намислам. Не како се викаше на
Ајде бе, колатерала. Колатерала беше човекот, ако мислат кочанчани дека ние сме виновниците заради кој што Папазо е станал градоначалник, Е станал. ние се извинуваме. Нема више. Да, јас No сакам more. да им кажам големо браво на луѓето кои што се собрале да го искажат својот револт, бидејќи тоа е нивно демократско право, никој не смее да ги запре, никој не смее да им се заканува, никој не смее да ги тргне, додека не им се реши тоа што го бараат. И само вака, само низ ваков граѓански активизам, а не активизам платен од невладини организации, не знам што свирчиња Сороси, само низ ваков изворен граѓански активизам ние можеме да ја средиме државата. Секогаш кога некој ќе направи грешка, кога нешто не ни се свиѓа, го искажеме нашиот револт, излеземе на улица, има маце да се свестат, тек тогаш ќе им текне дека има луѓе кои што ги гласаат за кои што треба да работат. Вака кога ве нема, кога не нема, да не видат дека не ни се свиѓа тоа што го прават, они се губат. Они се исклучуваат од реалноста, ние не постоиме за нив. Ние сме за нив бројка, гласови, рейтинг, бројки. Треба да не видат секогаш кога ќе направат белја, секогаш кога не ни се свиѓа нешто ако излагаме, тогаш ќе им текне дека тргнеш како Папазо, Више нема да лаже. више нема да лаже. Инаку, само да прочитам од Крипто Гуги, кој што е по потекло од Кочани, да го поздравам многу и да прочитам еден податок кој што го читав и јас. Вели, во Кочани и околината, над 8.000 болни деца се од респираторни болести кои не постоеле во минатото. И над 12.000 заболени жители има од респираторни болести. Од најчист град, вели, станавме најгеноциден град во Македонија. А Миле Левков бил ли е таму? Бил е, таму е. Таму е, ама видиш како Бил е, е таму, ама- како е неспремен да збори Ама кога чуте луѓето ли? не го мъчи, Мъче ли? Мъчи тъчи. Мъче ли таму, нели е како на пресот? Нема договорени прашања. Нема ли таму да збори, да глуми? Драмски театар глумен. Са те пушти го да го видам ја Миле Левков. Ај пуштите го видео ушеш Миле Левков да видам. И таму кај што е Миле Пушти го Левков, уште еднаш. паузирај го да го видиме како изгледа. Дали оно таму ќе прашува, Се гледа. дали од пресконференција ќе прашува кој тоа Пиколомини го палеше ова. Тој ли беше бе? Тој А? ли беше? Да, кој Пиколомини? Он Сам беше- беше Марија Антоанета, се треба Пиколомини, нешто такво историска некоја А личност. чекај, он ли викаше за Пиколомини? Не. Па он чул ли за Пиколомини воопште? Има ли идеја која? е? Може мисли дека е сладкарница у Скопје? Не. Сакам само уште еднаш да ја поздравам и вечерва екипата таму која што протестира во Кочани. А и вечерва ли протестираат? Голем поздрав до сите на таму што минусни, протестираат. на минусни температури веќе ладно станува навечер. Значи секоја чест за истрајноста. Ајде им идеме и ние Повеќе да од запрво 200 isprotestираме. Абе, нека Повеќе од нека- 200 часа се Нека таму. снимаат и нека праќаат видеа да ги Еве. објавуваме. Не бе, ние да отидеме, Све. ние да дадеме поддршка на протестот на лице с места таму. Сега се во процес на исполнување на неколку нивни Еве, од барања, Спас е една чекаме да многу видиме. добра, од Спас е една многу добра идеја, вели земете тоа ѓубрето, натоварете го и право кај пратениците од тој крај, истурање и палење, па нека дишат и нивните. Не, децата не се криви. Ама добро, не е лоша Имаше идеја. таков метод на протестирање во Франција. Да. Например, ги прскаа со измет. Не ги прскаа со Со фекали? не бе брат, со она што ги собираат од кравите од Да бе, да, со фекали. не се фека. Говна се говна. Дали се од крава или Тие се од земјоделско. Зависи А, како земјоделско, ќе кажеш, да. ама у Тоа суштина се, да. не, тоа е за Па не, нагибрување. тоа е омилената деност на политичарите. Од говно да пробаат да направат, да го запакуваат. Ама од видели целофани, кралот, да го... видели Пис. кралот Да продаат. како пројде у Валенсија кралот, виде? Видовме. И си отиде И се извини. и се извини. И се извини. Натака треба да ги до тоа треба да ги однесе Vox Populi, значи народот, тие што се мачат, ќе треба да ги донесат до ситуација да почнат да се извинуваат, што лажат, што крадат, што носат Еве, од скупи Кочани одела, за све Се поред. спремни да се Е, пуштат во живо. Може и Чекај живо. секунда. Така. Ако можеме да... Ке ве молам за совет пред некој ден во фабрика во Првиштип си ги скина вработник си ги скина трите прсти каде да се обрати за све зашто прво нели имате сигурно дека е примен во болница, имаат сигурно дека повреда тоа како се вика лекарски извештај.
трудов инспекторат, ќе пријавите и ќе потоа ќе си барате права, адвокат ќе си земете и со адвокатот ќе си барате оштета. Не, може да направи, например, и медиација да направи без да се оди на вакво. Ако прифати медиација собственикот на фирмата, може и медиација да прифати и да плати оштета некоја без судски роч. Мора да има и осигурање ако е вработен. Мора да има и осигурање, така. Ај вака, предлагам уште еднаш Инаку да го една погледнеме да, видео од Кочани. да, пред да го погледнеме видеото, само да кажам, депонијата, регионалната депонија во Свети Николе, која што треба да се гради и треба да ги заврши сите овие голготи на луѓето таму во тој крај, во тој дел на Македонија. Регионалната депонија во Свети Николе треба да тендерот за изградба на таа депонија треба да го распише државата. Државата се уште не го распишува, бидејќи треба подпис да стане Изет Меджити. Изет Меджити подпис не става заради тоа што уште се договара, преговара веројатно со тој кој ќе ја прави депонијата. И не е у Западна Македонија, у Источна. Да, и кој ќе го земе медот. У Западна да видиш како ќе подпише побрзо. Па не, и за Западна има и за таму не подпишуваат. И за таму треба регионална депонија да се прави. Не, поентата е да видат кој бизнисмен треба да го, значи преку кого ќе оди бизнисот. Бизнисмен. Да. Јасно. Да. Дај да видим уште нашо видеото, мене ме интересира баш Миле Левков, глумецот од ВМРО ДПМН, како маче мјаука пред луѓето на собрани. Значи кога ќе треба да се соочиш со народ, не е баш така. Нема наместени прашања. Нема тогаш, не е баш така. Нема телепромптери, штаб, клима, топло ти е, ладно ти е. Кој се вика дека децата им се разболуваат, скуп тепих, дека имаат скупи тепици. И кога нема никој да ти каже бе лажеш кога збориш. Вака таму нема. Он ја кажува вистината као. Еви овде, ај пробај каже вистината пред луѓето. Не бе не го речи. Не бе некој друг ја запалил. Не сме ние криви. Еве речи им на луѓето. Ово ја палеш од таму. Не бе друже, ти си на власт. Вие сте на власт. Нема сега тоа, ама овој правеше, оној тоа е. Тоа пробуваме да го кажеме цело време овде. Джабе вие ломотите, плямпате, верглате постојано, ама тие кога беа. Абе тие кога беа паднаа заради тие работи. Чекај, ово е 3 години на власт. Чекај, не, сега општо зборам. Па и градоначалниците меѓу другото. Тие беа, правеа глупости, паднаа. Сега сте вие. Сега не ви е теза тогаш како беше. Тоа не е теза. Тоа е теза за опозиција. И има и друго. Не тоа. Еве сега ајде кажи, како ќе го решиш проблемот со депонијата и зошто до сега не е решен? 3 години сте локална власт. И уште една има работа. Колку кривични поднесоа за претходните градоначалници. Ама многу глупаво вака, знаеш како да вика? Или сите беа лопови претходни. Излези на камера, многу вичниот. Излези пред народ, кучка. Односно бич. Кучка бе, знаеш како прави кучка? Абе бич. Не бе кој ќе направиш на кучката и джом. Бич? Да. Не е така. На англиски ли ова бич? Нема се, ај кажи му, ама како што правиш на пресконференции. Не, треба го превериме. Во тоа време тогаш како беше? Не знам Миле Левков. Еве истата теза кажи ми ја сега. Тогаш СДС и ДУИ вака направија. Кажи на овие луѓето тука, да видиш кога ќе поминеш.